Добар криптоентузијасти, колку битна тема, не знаете, значи одвај чекав да го направам ова видео, затоа што јас не бев свесен колку само една предната ова, да речам, категорија. Зборуваме за категорија која што потенцијално ќе биде едно од најбитните, ако не и најбитната во следниот период. Зошто? Затоа што зборуваме за категорија која што практично званично се уште не почнава да постои, верувале или не, а веќе има толку голем потенцијал, веќе има толку многу проекти кои што се насочени кон неа. Сето тоа потекнува од конечно подготвеноста на целиот финансиски свет да се премести од централизирани финансии кон децентрализирани финансии, а сето тоа благодарение, верувале или не, на BlackRock. Значи, најголемата и најлошата организација во светот, која што ја позади голем дел од страњата кои што се случуваат во светот, верувале или не, моментално е одговорна за она што моментално го гледаме во Real World Asset токенизација категоријата. Но пред да почнеме, само да објасниме што уствари ќе правиме денеска. Денеска ќе зборуваме за нова категорија која што ќе ја додадеме на нашето портфолио. Значи, знаете и сами дека имавме до сега, тоа треба да го сменам ова, значи 18, сега имаме вкупно 19 категории, во кои што Real World Asset токенизација моментално представува еден голем дел кој што, верувајте ми, ќе дадам се од себе да го надградам доста брзо, иако веќе имаме проекти кои што се вклучени во Real World Asset токенизација, не се матично Real World Asset токенизација, но се многу поврзани со оваа категорија, така да верувате ми, тоа ќе биде доста интересно да видите кои се овие коини од нашето портфолио и како се поврзани. Значи, како ги обработуваме, оние кои се нови на нашиот канал, прво би ги замолил да го погледнат ова видео, каде што ќе добијат целосна слика за тоа што се имаме на каналот и каде може да најдат каков тип на едукациона материја. Додека оние кои што се полого, да речем, го пропуштиле овој дел, значи знаете дека имаме различни плейлисти во кои што обработуваме различни материјали, значи во однос на економија, финансии, геополитика и крипто нормално, каде што имаме уште една што е уште од самиот почеток на каналот, која што се нарекува крипто категории на проекти. Овдека ќе ја додадеме последната, значи каде што сите овие 18, сега веќе 19, ќе бидат обработени во посебно видео каде што образложуваме што представува оваа категорија, каков тип на проблеми се обидува да реши од реалниот свет. Значи овдека гледате веќе се обработени овие 18 и ние ќе ја додадеме денеска 19-тата, која што е после децентрализирани физички инфраструктура и artificial intelligence. Значи овдека ќе има уште едно видео кое што ќе биде значи Real World Asset токенизација. Крајно битно, верувајте ми. Значи јас знаев колку е битно, но не верував дека е толку напреднато, додека и сам не истражив да видам до каде се наоѓаме во оваа категорија, со тоа што веќе обработивме еден многу битен коин кој што следно ќе биде додаден на нашето портфолио, тоа е Ondo, но тоа не значи дека ние не сме вложиле во Real World Asset токенизација. Значи јас досега алоцирав во проекти кои што матично се да речам поврзани со Real World Asset токенизација исто така, но не се целосно посветени на оваа категорија. Па затоа и многу од овие коини и токени кои што ги поседуваме се практично присутни во повеќе категории. Значи тоа денеска ќе го видите како прост пример, каде што во исто време на пример PAXG представува дел од категоријата на Store of Value заедно со Bitcoin, затоа што златото е Store of Value, а во исто време представува и Real World Asset токенизација. Така, значи овде ќе видите некои други проекти кои што матично се од друга категорија, но имаат присуство во ова Real World Asset категорија, како што е XDC, на пример. Значи, за тоа малку подоста, нормално почнуваме од почеток. Прво и најбитно да видиме од каде потекнува се тоа. Значи, знаете како? Некогаш не е доволно да имате идеја, не е доволно да сте свесни колку одредена идеја е добра. Некогаш треба да бидете во правилното време, на правилното место, за да може да искористите максимум од оваа идеја. Прост пример. Значи, вие, например, знаете дека интернетот, нели, ќе експлодира, да речем, денеска, така? Значи, денеска од овој аспект е многу лесно да кажете интернетот ќе оди само нагоре, така? Значи, се повеќе и повеќе ќе се бара негова адаптација. Но, пред 25 години, кога истиот почнуваше, дури и да сте биле свесни дека има голем потенцијал и дека ова ќе стане глобална појава, значи глобална адаптација е сигурна за ваков тип на категорија, значи не сте можеле да направите ништо. Што може да направите од Македонија? Или колку луѓе можеле да направат нешто? Дури да сте имале некој денар настрана. Дали вие можете да инвестирате во оние огромни компании кои што се појавиле како AOL и останатите во Америка? Не сте можеле, така? Значи не е само да бидете свесни за тоа дека идејата
е добра и дека има успех, треба да бидете и во позиција да може да направите нешто околу тоа. За разлика од тој период кога ние не сме биле способни да инвестираме во таков тип на технологија, сега сме. И дадена ни е шансата и би било жално да не ја искористим. Така, затоа верувајте ми, значи барем во овој дел не сум бил толку возбуден за категорија како што бев за децентрализирана физичка инфраструктура и за real world asset токенизација. Верувам дека овие две категории ќе урнат, значи се што може да се урне овој bull market и верувам дека истите ќе бидат едни од најголемите во следните bull маркети. Ќе објасниме зошто нормално во детали. Сега како што кажавме, значи ќе го додадеме ова овдека со коини како Ondo Finance, кој што веќе го обработиве, може да погледнете во нашата листа на коини и токени. Дополнително овдека морам да го ставам XDC, кој што досега матично беше во Internet of Things, каде што ги чувам сите ISO 20022 токени. Официјално XDC си најде свое место, е комплетно насочен кон real world asset токенизација, ќе го објасниме тој дел зошто и како. USDT, затоа што и стейблкоините, верували или не, се исто така матично токенизација на ствари од реалниот свет. Тоа се самите долари, овдека се представени како дигитални долари, PAXG, дигитализација на злато, но од каде се тоа потекнува, а по тоа ќе објасниме. Значи пред да објасниме, да го пуштиме ова видео, каде што ќе слушнете Larry Fink, тоа е главниот CEO на BlackRock, најголемата корпорација во светот. Значи пред една година ние ова видео многу пати сме го пуштиле. Денеска официјално го пуштаме поради тоа што има многу битна порака во истото, која што ние многу пати сме ја зборувале нормално. Значи real world asset токенизација представува токенизирање на вредности од реалниот свет. Без разлика дали тоа се парите, како што се токенизирани во стейблкоини, дали е тоа злато, како што златото е токенизирано моментално во PAXG, во AUSD, значи ќе видиме, таму има многу различни, да речам, представителни, да речам, проекти. Ondo Finance, каде што имаме дигитализација на обврзниците на Америка. Понатаму, сега овдека ќе спомне Larry Fink, значи се движиме кон токенизирање на целиот финансиски свет. Овдека не се само вредностите. Значи овдека ќе бидат токенизирани и значи понатаму недвижности, секојдневни предмети. Дополнително зборуваме за токенизација на лични податоци, токенизација на патни исправи, значи се движи кон оваа категорија, верувале или не, но уште еднаш се враќаме на оно што кажав на почетокот. Не е кон што се движи, значи кон ова се движи уште од 2014 година. Проблемот е што сега сме на прагот пред да престапи и влезе во оваа категорија. Најдобриот момент кој што можеме да го направиме моментално за себе си е да бидеме во одредена категорија на самиот почеток, кога истата почнува. Се разбираме? Земете го за пример DeFi, така. Значи замислете да сте имале Ethereum кога делеа, се извинувам затоа што јас сме присутен, кога делеа Uniswap токени бесплатно. Значи Uniswap токените, поголемиот дел од истите беа поделени на луѓе кои што поседуваа Ethereum и ги добија како airdrop, верували или не. Замислете да сте биле дел од тие, така? И замислете што направи Uniswap во првиот bull market. Сакам да кажам дека тоа е кога сте дел од категорија која што само што започнала. Слично на тоа во овој bull market гледаме што случува со Artificial Intelligence токените, така? Иако е рано, иако има уште многу пред нас, до сега видовме енормен раст на коини кои што се поврзани со децентрализирана физичка инфраструктура и Artificial Intelligence, вештачка интелигенција. Значи видовме енормен раст на цените, а се уште не сме почнале со главниот дел од bull маркетот. Истото во оваа ситуација го гледаме моментално и во real world asset токенизација, а се уште нема ни шампиони во категоријата, замислете. Значи ќе покажеме, само сакам да ги слушнете овие видеа, значи пред една година, уште пред да го добијат Bitcoin Spot ETF, Larry Fink беше свесен во која насока сето ова се движи. И ние бевме свесни, но не верувавме дека толку брзо ќе стигнеме до real world asset токенизација на глобално ниво. Погледнете што има да каже, а понатаму со детали нормално сето тоа ќе го образложиме. I actually believe this technology is going to be very important. Look at it. We have been part of a huge revolution in investing through ETFs. We believe that ETFs will be changing the whole way we invest.
Many people still use it as a means, well, people are investing it for indexing. No, the majority of people who are putting money in in ETFs are active investors that are buying exposure. The entire bond market is. Добро, значи сега моментално зборува за ETFs, Exchange Traded Funds. Но зошто зборува за Exchange Traded Funds? Затоа што истиот е, верували или не, иницијаторот на Exchange Traded Funds. Значи он буквално ја почнал таа ера на инвестирање во Exchange Traded Funds, како што во оваа ситуација се моментално они имаат 570 Exchange Traded Funds, верували или не. Значи има енормна количина на различни типови на Exchange Traded Funds. Идејата е дека моментално зборува за Exchange Traded Fund на биткоин и оној кој што понатаму нели планираа веќе да аплицираат, а тоа е за Ethereum. Being transformed as we talk right now. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. We will, and if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code Right. of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. Значи, што уствари сега кажа на ова видео, уште пред да го добие биткоин спод итие, верували или не. Вели, значи, сите сме свесни каде се тоа оди. Вели, одиме кон токенизирање на securities. Значи, securities е секаков тип на финансиски инструмент кој што може да биде тргуван. Овдека спаѓаат акции, спаѓаат деривативи, спаѓаат обврзници. Значи, целиот тој обем на финансиски инструменти кои што може да бидат продавани и купувани се нарекува securities во Мурика, така. Вели, замислете кога сите овие, да речеме, акции или што и да е, значи си имаат свој токен, кој што има свој код, односно овдека зборува за свој wallet, каде што преку овие практично кодови, без да треба тоа да биде помирувано преку одредена организација, доверба на оваа организација, сето тоа да биде направено on-chain и буквално сите да ги добиеме овие помирувања многу едноставно. Со тоа што ова видео не е целосно, понатаму зборува дека практично преку поседување на овие securities или што и да е, значи вие практично имате право и да гласате, значи сите оние привилегии кои што инаку би требало да ги докажувате со харти на одредено, замислете сега, акционерско собрание треба да биде свикано, па луѓе треба да дојдат од целиот свет за да гласаат, така. Замислете ако може тоа on-chain да се прави, така. Значи, он е свесен. BlackRock поседува повеќе од 10 трилиони ваков тип на, да речем, securities, така. Замислете ако треба сега представник на BlackRock на некоја малечка компанија во Филипините да оди и да присуствува само затоа што BlackRock поседува одреден процент, така. Замислете кога тоа би било правено on-chain. Значи, дечкото е свесен каде се тоа оди, но уште јас ќе напоменам. Џабе сте свесни, поентата е кој ќе го повлече се тоа. Larry Fink и BlackRock имаат и позиција, и капитал, и светска моќ ова да го реализираат и го прават тоа. Значи, они преку лансирање на Buidl, тоа беше она Ethereum платформа која што лансира неколку месеци наназад, веќе активно го прават ова и се движиме кон тој правец. Products too. So it's a very large architectural change. A lot of people have asked me, iShares is the most successful division within BlackRock. Look what it did. Why are you doing this now? And we believe it's so important to be anticipating the next move. I would. Значи, колку добро кажано, вика, многу е битно, вика, да го очекувате следниот потек. Тоа правиме моментално, се разбираме? Со анализа на оваа категорија, со анализа на се што истата може да понуди, ние практично го очекуваме следниот потек. Тоа што предостанатите канали и предостанатите инвеститори зборуваме за децентрализирана физичка инфраструктура, за artificial intelligence, за real world asset токенизација. Ние практично сме предостанатите на пазарот. Тоа е многу битно. Значи, следете ги овие тајкуни затоа што они не е доволно само да бидете пред пазарот. Треба и пазарот да биде спремен тоа да го изведе, се разбираме. Во оваа ситуација сме спремни баш заради него, верувале или не. I would also say on the beginnings of a ETF Bitcoin, we believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks.
Значи, истиот овој мајмун, што пред 4 години зборуваше дека биткоин е коефициент за перење на пари, сега, откако си го прочитал домашното, видел дека блокчейн е начинот на кој што нема да има криминал. Така, што вели? Ќе се отстраниме целосно, вика, од криминалот во оваа сфера и вика се ќе биде ончейн, се ќе биде јасно, транспарентно и многу лесно за луѓето да транзактираат едни со други, но представува голема промена. Се треба прво да биде токенизирано. Тоа е главниот момент кој што треба да го доловиме сега. Значи, ние се наоѓаме во момент каде што се уште ништо не е токенизирано. Ние се наоѓаме на апсолутниот почеток на токенизација, се разбираме. Сега, значи, доволно е од Лери Финк, се ни јасно, значи, погледнете. Он зборува за токенизација на целиот пазар, на секоја акција, секоја обврзница, секој долг, значи секој удел кој што го имате во компанија, а моментално ние имаме вкупна капитализација на овој сектор од 7 милиарди. 7,4 милиарди е вкупната капитализација на проектите кои што моментално се наоѓаат во овој сектор. Тоа значи дека не сме ни почнале, се разбираме. Значи 7,4 е капитализацијата на Chainlink. Така, а истиот е само еден проект, ме разбирате? Значи целата сфера моментално има само 7,4, од кои што еден е тој што има навистина голема капитализација, тоа е Ондо, кој што има повеќе од 1 милиарда, останатите се неколку стотици милиони, дали и толку, се разбирам, прост пример, 1,7 Ондо, останатите гледаме дека се доста помали, па дури дупло и повеќе од дупло помали. Така, сега, погледнете колку голем капитал доаѓа да биде токенизиран. Значи, целиот овој капитал треба да биде токенизиран. Треба да биде со свое представништво во блокчейн светот. Погледнете сега. Значи, ова не е од било кого, ова е направено пред само една година од Citigroup. Citigroup е трета по големина банка во Америка, а не знам, пета, шеста, така нешто во целиот свет. Значи, погледнете сега. Вика, до 2030 година, значи, ќе имаме вкупно 187 трилиони во долг. Значи, ова е само долг на корпорации и на држави. Значи, ова е долг кој што го имаат сите, да речем, држави во светот. Така. Од кој 1,9 трилиони се очекува да биде токенизиран, каде што ние веќе сме почнали. Значи веќе голем дел на пример од обврзниците во Мурика се токенизираат преку ваков тип на платформи. Така. Значи се очекува 1,9 трилиони да биде токенизиран. Моментално вкупниот маркет кап на целиот крипто свет е 2,5. Се разбираме? Значи они очекуваат дека 80% од вкупната количина на маркет капот кој што моментално го поседува крипто светот ќе биде токенизиран само во првата категорија до 2030 година, тоа е 6 години од сега. Вели, 20 трилиони вика во недвижности. Тоа што јас го зборам. Значи, секоја недвижност ќе биде токен. Нема да има потреба ниту од нотари, ниту од катастари, ниту од сите овие армолепци кои што моментално 1 тон пари земаат за ништо, се разбираме. За нешто кое што ончейн може да го направи блокчейн за трансакција од, не знам, $3, се разбираме. А сега вие плаќате 2% од, не знам, вашиот стан за да биде запишан во катастар или за некој да направи, не знам, нешто за некаква промена, се разбираме. Значи 20 трилиони од кои 1,5 трилиони ќе бидат токенизирани. Значи ова се проценки на Citigroup, се разбираме, повторно. Замислете, значи Citigroup како трета по големина банка во Америка, очигледно има соодветни ресурси за ова истражување да го направи. Така, значи дека јас на пример во оваа ситуација не им верувам 100%, но барем 70% им верувам дека ова може да се исполни. Не заборавајте дека традиционалните финансии направија проценка дека во целата оваа година Bitcoin Spot ETF ќе направи само 1 милиарда на сите заедно Bitcoin Spot ETF 9 кои што беа одобрени. 1 милиарда направи во првите 3 дена. Сега моментално само BlackRock поседува повеќе од 20 милиарди долари во биткоин. Тоа значи дека не се толку веродостојни затоа што не знаат што да очекуваат како и ние, така да ова што го гледаме може да биде и подценување на тоа што реално може да се случи. Се разбираме? Значи дека голема веројатност дека ова е подценување на тоа што реално потенцијално може да се случи во овие 6 години. Следна категорија која што треба да спомнеме е Private Equity, Venture Capital, односно тоа е сопственост во компании која што е поседувана од приватен капитал. Од вкупни 7 трилиони се очекува 0,7, односно 10% од оваа количина да биде токенизирана до 2030 година. Повторно, тоа се 700 милиарди долари. Следна, Securities, Financing and Collateral. Значи, securities во оваа ситуација практично ни представува она што го кажавме. Секој финансиски инструмент кој што може да биде користен за трговија, каде што имаме 42 трилиони долари,
од кои се очекува од 0,5 до 1 трилион да бидат токенизирани. Ова е моментот кој што го чекаме. Според мене, securities ќе донесат најголема позитивна ствар во крипто секторот, каде што сите акции првенствено, што е најбитниот дел, ќе треба да бидат токенизирани. Сите компании, посебно најголемите, први верувам дека ќе го направат ова, 12 трилиони во trade finance. Значи ова е самата трговија помеѓу финансиски инструменти, овдека влегува XDC, каде што барем 1 трилион од ова се очекува да биде токенизиран. Така да погледнете само колку многу се очекува да биде токенизирано до 2030 година. Од прилика 5 до 6 трилиони долари се очекува да бидат токенизирани во овие 5 категории, каде што не се ставени ресурси, каде што не се ставени дигитализација на пари. Се разбираме, че овдека две категории не се ставени поради некоја причина. Како што кажав, првата е ресурси, токенизација на сребро, на злато, на не знам други, на нафта, на никел, на кобалт и така натаму, исто како и токенизација на плакечки, нели, во оваа ситуација било каков тип на валути, така. Значи, ова не е ставено. Само во овие добра очекуваме 5,6 трилиони, а моментално 2,5 трилиони е вкупниот маркет кап на целиот крипто сектор. Се разбираме? Сега, платформата која што ја користиме за следење на сето ова што моментално се случува е RWA.XYZ, каде што моментално оваа платформа, колку што јас разбрав, е поседувана од вториот по големина фонд за токенизација во светот, и тоа на US Treasuries, да речем, во оваа ситуација, а тоа е значи Франклин Темплтон. Значи Франклин Темплтон е една од најголемите asset under management корпорации во светот, која што ја поседува real world asset токенизација, колку што успеав јас да истражам. Мада тоа нас не ни менува многу, значи ова е on-chain податоци, каде што on-chain можеме да видиме каков тип на категорија, колку моментално токенизација има реализирано. Каде што моментално обврзниците само на Мурика имаме 1,6 милиарди вредност токенизирани. Стейблкоини, нормално овде имаме многу, значи имаме 157 милиарди, значи ова е најразвиена, затоа што знаете и сами, без стейблкоини многу е тешко да функционира криптосферата. Commodities, скоро 1 милиарда, значи 840 милиони, моментално токенизирани. Commodities се практично ресурси, ова е нормално поголемиот дел е злато, нешто малку има сребро, и real estate се уште не е ниту присутна, а не е ниту ставена securities, се разбираме. Значи, оно што го зборувавме, securities која што според мен има најголем потенцијал и најголема динамика, која што може да донесе најголем наплив на средства, се уште не е ставена ниту на оваа листа. Сега, Ondo Finance, како што веќе разговаравме, е нормално, затоа што во оваа ситуација, кога веќе има real world asset токенизација, нормално, нашето портфолио ќе има различни представници од различни категории на real world asset токенизација. Меѓу кои, првата ќе биде нормално мурикански обврзници, каде што лично не сме инволвирани во мурикански обврзници, но преку Ondo Finance практично добиваме позитива на вредноста на токенот во оваа ситуација. Значи погледнете го видеото за Ondo Finance, значи колку повеќе се зголемува Ondo Finance во оваа ситуација. Значи имаме два начини на кои што Ondo Finance ја зголемува својата вредност на токенот. Првиот е преку OUSG, кој што представува директно инвестирање на Ondo Finance во обврзници, краткорочни обврзници, односно bonds, и bills, и USDY, кој што е стейблкоин, исто така подкрепен со обврзници на Ondo Finance. Колку повеќе се зголемува, а тоа се овие трето и четврто место, значи овие трето и четврто овдека, значи овој квадрат и триаголник. Колку повеќе се зголемува, гледаме дека се зголемува постојано неговата вредност на овие два капитални проекти кои што ги поседува, толку повеќе се зголемува и вредноста на самиот Ondo токен, кој што е практично првенствено наменет за водење на овој проект. Значи Ondo токенот вас ви дава удел во проектот и каде истиот ќе се движи понатаму, така да колку повеќе се зголемуваат овие две категории, толку повеќе ќе зголемува и вредноста на овој токен. Така да во овој момент Ondo е следен на листата за докупување баш заради тоа, затоа што сакаме да имаме удел во овој проект кој што се уште е мал. Зошто го велам тоа? Значи Ondo Finance и покрај се тоа што моментално го гледаме, само момент да видам каде беше Ondo Finance, овде. Значи Ondo Finance и понатаму има само 1,7 милиарда долари маркет капитализација, значи дека е крајно мал. Се разбираме? Значи има уште многу голем простор за раст кога станува збор за овој проект, затоа што ова е многу мала маркет капитализација, како што кажавме, од 1 до
5 милиарди го рачунаме како мал проект, така. Значи истиот е апсолутен шампион, гледаме дека е непобитен во оваа категорија. Значи второ место што и да е Pendle, има само половина од неговиот маркет кап, дури помалку од половина, но како и да е во целата оваа ситуација, значи World of Finance е уникатен и гледаме дека е на врв. Значи моментално ако го споредиме со останатите проекти, овдека е Franklin Templeton и Buidl, што во исто време представува платформата на BlackRock. Значи замислете, моментално крипто проект, ако ги земеме овие два заедно, значи тоа е OUSG и USDY, тоа е трето и четврто место заедно, имаат повеќе од второто место, кое што е Franklin Templeton, и многу блиску до првото место што е BlackRock. Значи замислете, крипто проект моментално поседува толку многу капитал во државни обврзници на Мурика, што практично има простор да се напреварува со самиот BlackRock во оваа категорија. Замислете колку голем потенцијал има, така? А ова е само почеток. Значи Мурика има, знаете и сами, 34,5 трилиони долари долг, така? 34,5 трилиони долари. По големиот дел, нормално, значи најголемиот дел од овој долг представува што? Обврзници, така? Без разлика дали ги поседува приватен сектор, дали ги поседува Федералната резерва или институциите на Америка, представува обврзница, така? А ние во овој момент можеме да видиме дека само 1,6 милиарди од 35 трилиони се токенизирани. Значи гледате ли колку голем простор има овдека и тоа е само Америка, каде се останатите држави кои што исто така потенцијално би го токенизирале својот долг. Така да затоа велам дека како уникатен проект моментално кој што се наоѓа во оваа ситуација, барем според мене, очекувам доста добар резултат од истиот и затоа сакам што побрзо да влезам во овој проект. Тоа е кога станува збор за, значи како што кажавме, овде имаме неколку категории во кои што треба да влеземе. Стейблкоини не ни интересираат затоа што во оваа ситуација стейблкоините не ни носат ништо освен стейблкоини. Така, значи ова е нешто што потенцијално би го разговарале на крајот од овој bull market, но следно нешто што не интересира, нормално се, барем во оваа ситуација, securities, кои што се уште не се овдека, значи на крај ќе зборуваме за commodities, но пред да ги додадат, нормално ние треба да бидеме веќе спремни. Така. Zinfin представува еден од проектите кои што ние го имаме и го поседуваме првенствено затоа што е дел од ISO 20022, а во исто време истиот е, значи, да речам, доста распространет кога станува збор за институции. Значи Zinfin представува институционална платформа која што уште од 2019 година работи на практично доближување на децентрализираните финансии на централизираните финансии, каде што дел од тоа е и Real World Asset токенизација. Значи овдека тоа е објаснето од година во година, каде што сега веќе сме стигнати, значи само момент да ова е вториот дел, значи сега веќе сме стигнати, значи XDC првенствено ако се сеќавате, значи оној проект кој што го обработивме, да речеме една година наназад, го имате во проекти, може да го погледнете, има посебно видео за него. Објаснивме дека истиот представува дигитална платформа каде што компаниите со многу едноставен plug-in and play можат да се приклучат на блокчейн. Не мораат да прават свој блокчейн, не мораат да градат своја платформа, туку XDC нуди така речено plug-in and play солуција за секоја компанија која што има потреба од блокчейн. Со тоа што уште од 2019 година дополнително развива и Real World Asset токенизација. Значи нивната Real World Asset токенизација може да ја погледнете на xdc.org, каде што овдека година по година е објаснета. Првата и најбитна ствар која што ја направи XDC е единствениот блокчейн кој што е дел од ITFA. Само да погледнете овој дел. Значи ITFA што уствари представува International Trade and Forfeiting Association. Ова ние го објаснивме во првото видео, но зошто е толку големо? Погледнете кои се членовите на оваа организација. Значи овдека имаме најголемите банки во светот, најголемите брокери, консултантски компании, финтек, insurance companies, insurance brokers и така натаму, тоа што кога ги отвориме банките, погледнете, најголемите банки во светот моментално се дел од оваа интернационална, да речам, организација. Така, со тоа што ако се вратиме назад, и ако отидеме во финтек, ќе го најдеме и самиот Zinfin. Ова е единствената блокчейн, да речем, компанија која што се наоѓа во ова, да речем, глобална асоциација. Само да го најдеме, ево, XDC Network. Така. Значи најголемите банки се во така речено колаборација со XDC Network преку ITFA. Тоа е првиот чекор во кој што XDC влезе во ова друштво на големи, да речем, играчи, а вториот е веќе партнерството со SBI. Значи SBI представува
една, ако не и најголемата корпорација на банки во Јапонија, веќе спомната, истата која што е во корпорација со XRP, значи со самата Ripple, Ripple компанија. Сега, овдека веќе постојат неколку компании кои што го имаат земено XDC со цел да развијат Real World Asset токенизација на сопствената работа, каде што XDC нуди NFTs за било што е дел од нивната финансиска трговија. Значи, било кој аспект на токенизација, сега овдека зборуваме на трансакции, на собственост, се што една компанија поседува, може да биде направено како NFT преку XDC. Се разбираме? Значи, XDC Network, самиот Zinfin проект, ви дозволува на нивниот блокчейн да направите Real World Asset токенизација на било кој аспект од оваа компанија. Се разбираме? Со тоа што, како што кажеме, понатаму ова е уште едно големо партнерство помеѓу SBI и XDC, каде што SBI веќе ги користи XDC токму за оваа сфера. Со тоа што дополнително XDC има направена и своја платформа која што се нарекува TradeFinex, каде што било која компанија може да го користи овој смарт контракт со цел да, креира во оваа ситуација нормално било каков тип на Real World Asset токенизација. Значи, ова е, да речеме, официјалното партнерство кое што уште од 2023 година, тоа е на почетокот на 2024, каде што, значи, SBI, како што уште ќе напоменам, го користи самиот XDC за смарт контракт компатибилност и за Real World Asset токенизација, чисто за да видите колку е ова голема организација, значи ова не е нешто мало. Значи, ова е огромна компанија која што во себе содржи банки од Јапонија, најголемата финансиска компанија која што во себе содржи 24, само да видиме каде беше точно. Значи, истата SBI Holdings моментално поседува 27,2 трилиони јапонски јени, со тоа што моментално е доста девалвирано ова, не чисто за да имате прилика представа, тоа е 171 милиарда долари. Се разбираме? Толку е голема оваа корпорација која што користи XWIN, во исто време истата е и партнер на World Economic Forum, да не забораваме поголем дел од овие проекти се партнери на World Economic Forum, и уште ќе напоменам, значи ова е корпорација која што веќе користи самиот XDC, а не е само истата, значи погледнавме овдека уште една имаше земена како пример, а тоа е TradeTech, кој што исто така е партнер на World Economic Forum, значи веќе постојат корпорации кои што активно користат XDC за стварање на Real World Asset токенизација. Тоа е првиот. Значи XDC моментално е негде околу 1,2%, паш проверив пред да го направам ова видео нормално. Значи тоа е мала алокација, потенцијално ќе ја зголемиме баш поради ова, затоа што истиот гледаме дека многу повеќе се насочи кон Real World Asset токенизација, што нас ни одговара во нашето портфолио и ќе го користиме како токен во оваа категорија во однос на алокациите кои што ги правиме на пазарот. Следен за кој што мораме да разговараме нормално е XRP, верувале или не. Во оваа ситуација XRP нормално нема да го рачунеме како Real World Asset токенизација, затоа што истиот се наоѓа во дигитални валути практично, нели, она што го имаме за трансфер, тоа е главната негова улога, но со колаборација со Archex. Значи ова е пред некое време, иако значи XRP, ако се сеќавате, ние уште одамна најавивме од нивна страна дека се спремаат за да имаат насока кон Real World Asset токенизација. Не заборавајте дека CBDCs како дигитални валути кои што потенцијално би се нашли на XRP Ledgerот се повторно Real World Asset токенизација на пари од реалниот свет кои што ќе бидат во дигитална верзија запишани на XRP Ledgerот. Така, значи еве повторно го потврдија тоа. Значи имам видео кој што сакав да го објавам, се уште не сум успеал да го објавам, каде што значи повторно Бред Гарлингхаус потврдува дека се во преговори со 10 држави за развивање на CBDC. Ќе го објавиме видеото во текот на денов, се надевам покасно, нели чисто вид, затоа што не можам да го најдам сега, го најдов на Twitter каде истиот изјавува, за жал не можев да го најдам за да ви го покажам моментално, да не одзема премногу време. Значи уште еднаш ќе напоменам, моментално Ripple преку ова така речено, значи ова е во исто време, еве чисто да покажеме што исти представуваат, значи Archex представува exchange, значи менувачница базирана во Лондон, која што во исто време е и кастодијан и брокер за дигитални средства. Значи истиот практично и може да тргува во ваше име и да врши старателство врз дигитални средства, од кои што не се само било какви, значи овдека дигитални средства се рачунаат и Real World Asset токенизација средства, значи било каков тип на токенизирани средства од реалниот свет, кои што практично ќе бидат запишувани на XRP Ledgerот. Така, значи сите овие RWAs ќе бидат запишувани на XRP Ledgerот, а старателство
ќе може да вршите преку Archex платформата. Се разбираме. Значи ова е за институционално ниво нормално. Ако го прочитате целиот овој артикал, овдека е детално објаснето, дека ова е Real World Asset токенизација за институционално ниво. Знаете и сами, тоа е идејата на самиот Ripple, значи он постојано води кон тоа да воведе финансии на институционално ниво да можат да се префрлат на самиот XRP Ledger, со тоа што дополнително да не забораваме дека веќе е планиран и лансирање на стейблкоин на XRP, кој што во исто време ќе биде, значи тоа е овдека подетално објаснето, значи тоа е во однос на Real World Asset токенизација Archex, а стейблкоин, значи знаете само ова е доста ново, во април го најавија и истиот треба да биде лансиран, значи се уште нема точно датум, негде во јули се очекува, со тоа што значи овој стейблкоин ќе биде RLUSD или Real USD, претпоставуваме идејата, значи ќе биде со покровителство на долари директно или пак на обврзници во оваа ситуација американски, како нели тоа што го прави Tether, како тоа што го прави USDC, кои што ќе бидат нормално под кастади во оваа ситуација на самата Ripple компанија. Значи, како што веќе објаснуваат овдека, прво се обидуваат да добијат соодветни лиценци за да може да го лансираат овој проект, а истиот потоа да биде лансиран во јули. Да не заборавиме дека веќе скоро и да е тепан овој случај, видовме како SEC пред само неколку дена ја промени својата казна која што ја бара од судот од 2 милиарди на 100 милиона, верувам дека тоа ќе биде уште помало, тоа значи дека SEC губи на големо и конечно овој проект ќе може да го ослободи целиот свој потенцијал. Дополнително RLUSD ќе биде прво лансиран на XRP Ledger, а потоа и на Ethereum. Затоа што нели како ERC20 токен е доста битен, Ethereum има најголем DeFi сектор. Значи тоа е во однос на Ripple, гледаме дека и ќе има Real World Asset токенизација во однос на токенизирање на реални ствари и ќе има свој стейблкоин RLUSD или Real USD како сакате. Значи Ripple исто така ќе биде дел од ова и линк кој што е неизбежен. Зошто го велам ова? XDC и Ripple практично се обидуваат директно да бидат мешани во Real World Asset токенизацијата, за разлика од тоа Chainlink индиректно неминовно е да биде дел од Real World Asset токенизацијата. Слушнете и сами што имаат да кажат, значи без соодветен Oracle вие не можете да имате Real World Asset токенизација и затоа и сум толку горд на фактот дека 10% оприлика во моето портфолио е во Chainlink, а 13% во XRP. Значи да видиме што имаат да кажат од линк за ова. Tokenization is revolutionizing asset management, but simply creating tokens isn't enough. Tokens also need to move across blockchains, be purchasable in different currencies, and remain updated with key data. Only Chainlink provides all the services needed to unlock the full potential of tokenized real-world assets. Вели, токенизацијата вика е возможна, но за истите да може да се префрлаат од еден на друг блокчейн, истите да бидат тргувани во една во друга валута, да се утврдува вредноста на овие Real World Asset токенизирани ствари, морате да имате Oracle, што значи дека неминовно е да ви е потребен Chainlink за да може да функционираат овие токенизирани ствари. Зошто го велам ова? Блокчейните самите по себе се затворени софтвери, се разбираме. За истите да може да разменат едни со други и со надворешниот свет, зборуваме интернетот, цените, сето она што се случува надвор, потребен е Oracle, така. Овдека доаѓа Chainlink. Chainlink е оној софтвер кој што е веродостоен на блокчейнот и кој што блокчейн може да го користи за размена на информации и за размена во оваа ситуација на капитални трансакции и слично со надворешниот свет и со други блокчейни. Chainlink е мостот, затоа велам дека во оваа ситуација, иако Chainlink можеби не е директно вмешан во Real World Asset токенизација, истиот е неминовен за истата да може да функционира. Со тоа што овдека се 6 или 7 ќе видиме сега, значи различни основи кои што се клучни за да може да функционира Real World Asset токенизацијата во реалниот свет. Whether it's CCIP, moving tokens cross-chain, price feeds, supplying exchange rates for cross-current. Значи CCIP е оној протокол кој што веќе кажуваме дека многу големи банки го користат со цел да може да се премести капитал и информации од еден на друг блокчейн или пак од блокчейн на централизирани финансии, се разбираме. Значи тоа е мостот кој што моментално се користи со цел овие типови на софтвери да може да веруваат едни со други. Значи CCIP е клучен
за да може да имаме real world asset токенизација. Вториот е PriceFit. Во оваа ситуација тоа го возможува блокчейн, значи во оваа ситуација Chainlink за најголемите блокчейни во светот. Без разлика дали е Solana, Ethereum, дали е Avalanche, дали е било кој друг, значи PriceFit, верували или не, сите користат од Chainlink, така. Currency purchases. Proof of reserve, verifying the collateral backing on-chain assets. Proof of Reserve, практично тоа е Merkle 3, кое што е измислено од Chainlink и кое што е со цел да може со стандарден софтвер да проверувате во real life time колку голема е количината на одредени средства on-chain кај овие, да речем, ентитети. Што значи дека преку Chainlink вие можете постојано да имате, постојано зборувам, 24/7 пристап до информации за тоа што се случува со во оваа ситуација капиталните добра on-chain. Automation triggering transactions when specific events occur. Functions keeping Automated Triggering Transaction представуваат трансакции кои што се исполнуваат автоматски, значи вие практично тоа е како buy или sell order, така. Значи вие ставате одредена наредба која што блокчейнот ќе реализира кога одредени значи околности ќе бидат исполнети во однос на тоа што вие го барате нормално, значи тоа исто така го возможува Chainlink. traditional systems and blockchains in sync. A blockchain abstraction layer enables Значи, овде кога гледате Additional System and Blockchain in Sync, практично било каков тип на софтвер може да биде усогласен со самиот блокчейн преку нормално самиот Chainlink. enterprises to securely interact with any blockchain through one integration. Плагин за било која компанија која што може преку Chainlink, откако ќе се поврзе со Chainlink, да комуницира со се. Со било каков тип на on-chain апликација, сам софтвер по себе, блокчейн како таков, значи Chainlink нуди комуникационо ниво за било која компанија со било што. Or Deco providing proofs around identity data. И последниот е уствари самиот леер со кој што Chainlink моментално е во состојба да може да даде доказ за идентификација. Што значи дека Chainlink моментално има ниво на кое што може и идентификација да се врши, се разбираме, онлайн пасош. The Chainlink platform is how tokenized real-world assets achieve mass adoption. Ете, значи без ова вие не можете едноставно, затоа што сите овие системи се затворени. Без Chainlink не може да комуницираат едни со други. А како таков верувам дека има голема иднина во оваа сфера. И нормално последниот дел од Real World Asset токенизацијата, овдека ние, значи прво сакам да спомнам делот кој што не го спомнавме на почетокот, а тоа е commodities, се разбираме. Значи спомнавме за UR Treasuries, кажавме дека Ondo е дел кој што ќе ни го, да речам, покрие овој дел од категоријата, securities кои што се уште не се реализирани, каде што ги имаме и XDC, и XRP, и Link, кои што потенцијално ќе се најдат во овој дел. Commodities во оваа ситуација представува околу 840 милиони пазар за ресурси кои што се токенизирани. Гледаме дека тоа е претежно злато. Значи, поголемиот дел, ако можеби да кажеме 99% од ова, е токенизирано злато, кое што моментално првенствено би сакал да го спомнам ова затоа што е многу нова информација, а тоа е дека не само што прави токенизирано злато, значи моментално имаме два големи issues на токенизирано злато, едниот е PAXG, односно Paxos, кој што купува злато во противредност на вашите пари, а вие практично ги добивате овие пари во PAXG стейблкоинот, кој што е во противредност на вредноста на злато. Така, значи како што имаме стейблкоин на долар, имаме и стейблкоин на злато. Најголемиот досега беше PAXG, сега втор по големина е XAUT, ако не се лажам беше точно, XAUT, тоа е Tether Gold. И сега Tether оди уште еден степен понапред. Има USDT, кој што е матично во цената на доларот и кој што е со покритие на или директно кеш, или пак кеш еквивалент, во оваа ситуација се обврзници, американски долг, но сега оди еден чекор понатаму, каде што ќе направи стейблкоин, кој што се уште е најавен, но се уште не е реализиран, а тоа е AUSDT, кој што ќе биде во противвредност на неговата XAUT, а тоа е стейблкоинот кој што го има во злато. Значи стейблкоинот и резервите во злато кои што ги поседува Tether ќе ги користи како overcollateralized за да може да реализира овој втор стейблкоин кој што ќе го поседува, се разбираме. И понатаму овој XAUT ќе биде во вредноста на доларот, значи ќе биде противвредност на $1, но колатералот ќе биде во златото кое што го поседува Tether во овој онлайн on-chain се извинувам коин XAUT. Само
Само момент. Asset. Introducing Alloy by Tether, the first tethered asset. But what is a tethered asset? It's a new type of digital asset that aims to follow a price of another asset closely using different strategies, including over-collateralization and secondary market liquidity pools. AUSDT is the first Alloy by Tether product that aims to track the value of the US dollar using Tether Gold as collateral. Let's redefine the concept of stability together. Значи гледате колко само многу различни аспекти на финансии се токенизираат моментално. Меѓу кои ова е на некој начин многу слично на тоа што го направи ADA со своите Shen и Jet токени, каде што Jet токенот самиот по себе е во противредност на долар, но е over-collateralized во ADA токени, се разбираме. Значи колку ADA токени се потребни за вредноста на $1, каде што 4 пати поголем колатерал има од тоа што има издадено стейблкоин. Нешто слично ќе биде и во оваа ситуација AXAUT, значи како што можеме да видиме, не се извинувам, AUSDT, кој што ќе биде во колатерал на XAUT. Значи малку е збунувачки, но уште еднаш ќе напоменам, колку повеќе вакви инструменти, толку поголема примена на Real World Asset токенизација. Значи тоа е одлично, затоа што се повеќе и повеќе се зголемува неговата употреба и нормално PAXG, како што кажавме, ова се коини кои што спаѓаат во две различни категории. PAXG матично, како и XAUT, представуваат категорија во оваа ситуација, само да го најдеме делот, store of value. Се разбираме, затоа што истите представуваат store of value, зачувување на вашата вредност на капиталот, кој што матично ги чуваме во цената на златото, односно во оваа ситуација дигитална вредност на цената на златото, која што ја обезбедува Paxos или Tether. Се разбираме? Така да во оваа ситуација понатаму, затоа и го спомнав овде као овој дел, иако нема да зборуваме детално, идејата е да се искористи токенизацијата на златото, кој што има многу стабилна цена на долг рок, иако има варијации, има доста стабилна цена, која што може да искористиме во противвредност на капиталот кој што сме го добиле во овој bull market. Односно, голема е веројатноста дека голем дел од моето портфолио ќе биде претворено во PAXG, потенцијално можеби дури и во XAUT, значи тоа е втората опција, значи тоа се двете најголеми опции, можеме да видиме дека и така речено единствен, значи во однос на нивната големина, PAXG поседува 430 милиарди долари, а XAUT 387. Така да се на некој начин единствените. Гледате дека следните опции се доста помали. Така да во оваа ситуација, значи тоа е доста реална опција за излез на пазарот, кога нели ќе дојдеме до крајот на овој bull market, потенцијално ќе разговараме и за овој дел. Така да тоа е се што имаме за денеска, се надам дека ова ви ги разјасни работите, значи станува збор за доста битна категорија која што верувам дека ќе има голем замав во следниот период, во целиот овој bull market и верувам дека истата нема веќе никогаш да биде на почеток. Се разбираме, че ова е единствената шанса која што ни дава да влеземе во оваа категорија на почеток пред да влезат големите играчи, како што гледаме, значи Larry Fink се спрема на дебел. Така да ви благодарам за ова, се надам дека уживавте во нашето видео како и секогаш. Уште еднаш морам да напоменам, сите оние кои се нови на нашиот канал, погледнете го видеото на врвот на нашиот канал, кој што ќе ви разјасни што и каде може да најдете. Имаме повеќе од 1000 видеа, така да е доста тешко да се снајдете, ви верувам. Додека за оние кои се доста уплашени поради падот на пазарот, погледнете го вчерашното видео, тоа е ова, Bitcoin versus Alts. Значи направивме техничка анализа каде што објаснивме што очекуваме од пазарот и зошто не сме уплашени на пазарот моментално. А нормално, како и секогаш за крај, значи во дескрипција на секој од нашите видеа може да најдете содржина на тоа што зборуваме во ова видео, како и првенствено социјалните мрежи, кои што објавуваме многу информации дополнително на нашите видеа, така да заследете ги со цел да бидете во текст со сето она што го работиме во однос на крипто и финансии. Дополнително ги имате нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble, како и нормално на ваше барење, иако нашата работа и понатаму продолжува без, значи, никаква наплата, тоа е 0 евра по македонец, знаете и сами. Значи се што бараме од вас е долго ви се допаѓа ова што го правиме за македонскиот народ, да ни помогнете да го прошириме до што повеќе македонци. Значи прво со најнормален лайк, шер, сабскрајб, комент, макар и негативен коментар, ако е нели соодветно насочен кон она што го работиме, ќе го земеме како значи креативна критика или да речеме едукативна критика. Така да се тоа помага за алгоритмите на социјалните мрежи да ги споделуваат нашите видеа што повеќе. Значи еден лайк помага многу на каналот, а нормално највеќе помага потенцијална ваша позитивна пофалба,
кога нели би помогнале на другите македонци да го најдат овој канал и да почнат да учат за финансиска самостојност и генерално криптотехнологијата. И нормално за крај, значи знаете и сами, не сакаме ништо од македонскиот народ, но доколку инсистирате ги ставивме на ваше барање овие блокчейн адреси заедно со Купи ми кафе апликацијата, кои што се наменети доколку сакате да ни дадете некоја мала донација, тоа да го направите on-chain или нели на некој начин јавно, а ние сето тоа да го искористиме повторно за помош на нашата македонска нација. Веќе во 2 наврати направивме добротворна акција во која што на црковна организација во Македонија сите овие пари кои што ни беа донирани транспарентно, нели, преку видео, беа практично презентирани за тоа што направивме со нив, односно купивме прехранбени продукти, истите ги доставивме на оваа црковна организација и понатаму ќе продолжиме, нели, ви даваме шанса доколку сакате да ни честите кафе, тоа да го искористиме повторно за помош на македонската нација. Благодарам, останете со нашата програма и понатаму и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гимиџи.